Топ тема, добро вечер. Ако правото на здрава и чиста животна средина е едно од основните човекови права, тогаш отсутството на акција за почист воздух од локалните власти во најголемите македонски градови, но секако и од централната власт, е можеби најмасовното прекршување на човековите права, што било која власт некогаш го извршила, а се уште се повторува како продолжено кривично дело. Алармантна и запрепастувачка е статистиката од мерните станици. На 3500 смртни случаи годишно како последица на загадување. Во сите извештаи како константа се повторува. Цитирам: хроничната изложеност на PM10 частичките има удел во ризикот од развивање кардиоваскуларни и респираторни болести, како и рак на белите дробови. Смртноста поврзана со загадувањето на воздухот е за околу 15 до 20% повисока во градовите со високо ниво на загадување, споредено со релативно чистите градови. Но тоа никако да предизвика општа мобилизација, конкретни и целосно насочени акции со кои конечно максимално дозволените концентрации кои што требаше да бидат остварени во 2014 година само се одложуваат. И иако барем топ тема е местото каде за чистиот воздух и животната средина не се говори само во зима, сепак воздухот кој деновиве едноставно кажано не можеме да го дишеме и вечерва не навраќа на темата и прашањето до кога, зошто и покрај добро напишаните планови и програми резултати нема или се видливи само кога на припомош им доаѓаат општите климатски услови. За се што се презема или не се презема. Вечерва дебата со Ели Пешева од ова иницијатива, овдека во студиото. Добро вечер. Ѓурги Танушев, активист од Здрава Котлина, онлайн од Струмица. Добро вечер и за вас. И сите коментари и прашања упатени кон Министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шуков. Добро вечер и добре дојдовте. Иако, како што реков во најавата, голем дел од надежностите се и поделени со локалните власти, сепак главни прашања во вечерва ќе бидат до вас, но би почнал со екоактивистите. Пешева, прегледувајќи ги последните неколку емисии, во една од нив го најдов моето прашање дали екологистите креваат бело знаме пред тромата, напати, неактивна, нереспонзивна администрација, локална или централна. Вашиот одговор беше не, и на вашите колеги екологисти, но она што деновиве го дишеме како да покажува или дека алармите се премали или пак надлежните не сакаат да ги слушнат. Јас и натаму стојам на истиот став. Ние не дигаме бело знаме, како што впрочем и се гледа од тоа колку сме и ангажирани и гласни, иако не се гледа во текот на целата година што се ние како активисти работиме. Вршиме константен притисок и однапред ми е жал за министерката Штукова што вечер веќе ги добие сите не прашања и одговори, туку и сите критики и коментари кои што како граѓани ги имаме, бидејќи не сите надлежни институции во овој сегмент за чување на здрава животна средина се отворени за нас како граѓани да им пристапиме, но како што кажав, ние не се откажуваме, иако еве последниот месец само се одбиени 3 клучни по мене амандмани кои што од ова иницијатива ги поднесе конкретно за Дрисла, значи лабаво беа одбиени во собранието, тоа беше за прочистителни станици за отпадни води, постројка за секундарна селекција на отпад и депониски газ, значи претениците кои што се во комисијата исто така гласаа против, и она што е најстрашно е што дел од тие претеници се членови на интерпарламентарната зелена група со која што заедно работиме на овие планови, менување на законските акти, амандмани и така натаму. Значи она што ние како граѓани го бараме, како граѓанско здружение го бараме е издвојување на поголем буџет за да може да се затвараат еден по еден овие проблеми, но како што еве можеме да констатираме и оваа година, можеме сега во декември да кажеме дека дишаме еден од најзагадените
не знам ни како да го кажам, не е ни воздух состојки. Добро, ќе остане ова прашање за понатаму, го подвлеков за министерката која ќе има повеќе пари. Танушев, ако се тргне од законската граница, тоа е максимум 35 дена во годината кога може и смее да се надминат тие максимум до среднодневни концентрации од 50 микрограми PM честички. Струмица е еден од сега броев 6-7 градови кои тоа трикратно или 4-кратно го надминуваат. Тоа е статистика за лани. Кој е рекордот годинава? Годинава за жал е поголем, значи 680 микрограми на метар кубен и вкупно 97 надминувања на границата од 50 микрограми по метар кубен. И тоа е за жал ефект што само се зголемува низ годините. Не гледам дека нешто ќе се намали со оглед на тоа што Струмица е гасифицирана општина. Голем дел, мислам огромен, скоро сите јавни институции се гасифицирани. Значи имаме намалување во однос на тоа, во однос на другите градови, но сепак ние бориваме рекорди и сме рекордери. Дури повеќе сме од Скопје, повеќе сме од Битола, повеќе сме од Кичево. Симптоматично е тоа што надлежните не уверуваат дека ова е единствено од загревањето на домакинствата, но дали Струмица користи некакви посебни дрва за загревање во однос на другите градови, па сега имаме таков ефект. Јас мислам дека не и сметам дека ова мистерија треба што побрзо да се разреши. Кој навистина загадува и како? Каде вие го барате одговорот како екоактивисти? Или изворот? Изворот, значи да бидеме најасно, точно е дека загадувањето претежно се врши од загревањето на домакинствата. Но во тој случај сакаме да знаеме зошто не сме исти како другите градови, каде што и другите домакинства се загреваат на дрва. Ги гледавме метеоролошките услови, значи владаат слични метеоролошки услови, освен кога има во ретки исклучоци инверзија, температурна инверзија. Но дури и кога има и кога нема, ние сме секако редовни на врв. Наше видување дека постојат фактори кои што пред се тука ќе спомнам загревањето во капацитетите, индустријските капацитети кои што се со елаборати, кои што имаме отприлика, не знам, 450 капацитети со елаборати кои што загадуваат многу повеќе од она што би требало дури инсталација со бекети. Кога велите елаборати, мислите на Б интегрирана дозвола? Не. Значи Б интегрирани дозволи имаме околу 13, а интегрирани дозволи имаме 4, а она капацитети кои што се со елаборат, тоа е, како да кажем, преотна фаза према Б, се најмногу 450 некаде и сметаме дека тука треба да се бара некаде помеѓу сите нив причините за загадување. Исто така во изминативе години имаше случаи на енормно загадување од горење на дрва за загревање на пластеници и сепак и тоа придонесува за големо загадување во котлината, како и горењето на дивите депонии и санитарните депонии кои што порано скоро половина од годината гореше неконтролирано. Сега не е така, но пак имаме загадување кое што е приближно така, на тоа ниво. Исто така, би било добро да се фокусираме на она што можеме да го контролираме, не она што не можеме. И да не викаме дека еве тоа е тоа,
него да направиме се што можеме максимум. Во таа смисла Да, тоа ќе биде едно и од прашањата, само прво да ја потврдиме дијагнозата и ситуациите, а потоа секако ќе оставам простор и вие и Пешева со директни прашања и со конкретни примери да се обидеме да дојдеме до некои одговори од министерката. Министерка, генерална оценка. Каде се губиме во тоа море од стратегии, програми, акцијски планови, листи на агломерации на најкритични подрачја и така натаму. Се чини дека Министерството е се потемелно и во плановите, и во анализите на тоа каде се проблемите, какви се состојбите, но она што недостасува е резултат. И сега кога ќе ве прашуваат подоцна до резултатот, веројатно ќе дојдеме до таа бркотница на административни надлежности која на крајот не амнестира никога. Од преземеното или непреземеното. Добро, тоа нас секако не спречува да реализираме проекти, без разлика на тоа дали обврските се на централно или на локално ниво. Факт е дека документи во делот на заштита на воздухот веќе низа години наназад се подготвуваат и во право сте кога велите дека тие се јасни, дека имаат детерминирани мерки и активности кои што треба да се спроведат. Тоа не е ништо ново. Барем е познато за Министерството, а се надевам во последно време и е познато за јавноста, бидејќи мислам дека сме доволно транспарентни, барем во споделувањето на она што го работиме во рамките на стратегиите и плановите. Сега во делот имплементацијата не е проблем само во делот на воздухот. Тоа сме го утврдили и во сите други останати области во животната средина. Тоа де факто го потврдува и Европската комисија во извештаите во годините наназад, дека сме добри во планирање, ама дека имаме секако слабости во реализација. Во имплементацијата. Сега кога станува збор за воздухот, она што може да го прави државата во изминатите неколку години, го прави. Обезбедува финансиски средства и во рамките на своите можности ги имплементира тие средства. Станува збор и за домашни средства. Сега последниве години сме фокусирани повеќе на донаторски средства, бидејќи ги имаме повеќе и знаете, јас веќе во неколку наврати спомнувам, веќе неколку во моментот се активни неколку проекти. И тоа со поголеми капитални средства кои што се директно за намалување загадувањето на воздухот. Како да речеме, европскиот проект со средства кои што ги добивме од Европска унија се за 4 поголеми градови во државата: Скопје, Куманово, Битола и Тетово, каде што проектот во висина од 10 милиони евра има повеќе компоненти. Едната е заменување на нееколошките системи со еколошки системи. Нови зелени површини, набавка на нови автобуси, да речеме, за градот Скопје. Покрај овој проект има уште неколку активни кои што се во моментов. Јас можам да ги набројувам, ама меѓутоа она што е интенција на Министерството во изминатите неколку години кога се планираа проектите за намалување на загадувањето на воздухот, бидејќи увидовме дека голем дел прават системите за затоплување, а ние можеме да реагираме како држава во јавните објекти, средствата ги насочуваме и мерките во рамките на овие проекти кои што ги добиваме ги насочуваме кон замена на нееколошките системи. Сега не е само затоплувањето проблем, секако. Тоа го кажуваме и ние, го кажуваат и невладините организации, општо е познато. Значи, се има влијание, има секако влијание и енергетиката, нели секако има влијание транспортниот сектор, има влијание земјоделието, има влијание отпадот. За жал се уште ни горат и се палат некогаш и намерно и општинските депонии, и дивите депонии. Значи има многу фактори. Би сакал тука пред да им отстапам простор за директни прашања на Пешева и на Танушев да прокоментираме две специфични табели од годишниот извештај на Министерството за животна средина, кој што се однесува на 2022 година. Првата е просечни годишни концентрации на PM10 честички и број на надминувања на среднодневната гранична вредност. Сега ова се Министерството има 21 мерна станица, од нив во оваа табела се влезени 17, од тие 17
5 се во Скопје и 2 се во Битола, чисто за да не се збунат граѓаните околу показателите во оваа табела. И оваа табела покажува дека првото место лани го имал Кичево со дури 144 дена. Значи, по закон се 35 дена дозволени тие прекорачувања. Ние ги имаме 144 е Кичево, Струмица 131, потоа доаѓаат скопските општини со 117, 116, 107, ова е во зависност од тоа каде и како се наоѓаат мерните места во Скопје. Единствените места кои што немаат проблем се Лазарополе, каде што имало само 2 дена, и Берово, каде што има помалку. Ако се погледне таа црвена линија, ќе се види дека практично ние секоја година дишеме воздух кога сите тие просеци ќе се сведат на годишно ниво, дека практично цела година ја сме некаде блиску или многу често и над овие 7 загрозени, условно да ги кажам, критични општини, се дури и над таа дозволена концентрација. Зошто тоа се случува? Тоа се случува најчесто, овие среднодневни надминувања на граничната вредност се случуваат најчесто во зимските месеци, најмногу декември, јануари, некогаш и февруари. Ова неколку пати сме го објаснувале до сега. Прво заради тоа што тоа се месеците кога ги затоплуваме и своите домови, ги затоплуваме и јавните објекти, нели се користи грејење, и заради топлата инверзија, ова веќе мислам многу пати е објаснувано во јавноста, мислам дека на јавноста веќе и станаа сите и овие термини блиски и јасни. А дека треба да се превзимаат мерки, особено во делот на затоплување, не само на домаќинствата, и на јавните објекти, дека се уште има доволно јавни објекти кои што се затоплуваат со нееколошки системи за затоплување, и тоа е вистина. И континуирано се прави замена на истите во рамките на можностите. Министерството де факто не треба да биде орган кој што треба да се занимава со имплементација на вакви проекти, меѓутоа во недостаток на капацитети на останатите чинители, ние во рамките на капацитетот кој што го имаме секако помагаме во спроведување на овие проекти, иако не учествуваме директно, туку индиректно. Само помагаме со податоци кои што се потребни, административна поддршка за да се обезбедат сите дозволи. На општините, бидејќи општините се должни да ги носат тие локални планови, вклучително скопските општини, Струмичката, подоцна ќе го прашаме Танушев, он е и советник, да видиме како тоа изгледа однатре во една општина кога се подготвуваат. И сега ќе дојде некаде јануари, февруари идната година, кога сите градоначалници практично ќе треба да ви достават извештај не само што презеле, туку што презеле за во одреден процент да се намали загаденоста на воздухот. Вие сте однатре од структурите на Министерството. Имате ли виден од некој таков извештај од некој градоначалник? Во принцип, они треба да доставуваат краткорочни акцијски планови до Министерството, кои мерки ќе ги преземат во вакви ситуации кога имаме надминување на граничните вредности. И за колку ќе го намалат? И како мерки, кои мерки ќе ги преземат. За жал морам да констатирам дека ни една општина до сега нема доставено ваков краткорочен акцијски план до Министерството. И кој е чарето на нас граѓаните, бидејќи сега ако ве прашам дека во тие закони има и казнени одредби, на крајот ќе почнеме да дискутираме кој ќе ги плати, дали градоначалникот или повторно ние од нашите джепови. Кога не се спроведуваат законите од областа животна средина, за жал не зборуваме за казни, зборуваме за одзимање на ингеренции, како и во другите области. Нема смисла одзимањето на ингеренции, ако почнеме да одзимаме ингеренции во делот на воздухот, треба не знам што ќе правиме. Они сакаат да ги спаси некој, да не мора они да бидат одговорни, бидејќи гледате не зимаат не си ја зимаат сериозно ни својата обврска. Значи да тоа што ќе се напише, да има некакви рокови и да има име и презиме кој е одговорен за спроведување во кој период. Значи тоа е едно
класично игнорирање на граѓанската волја и на правата на граѓаните за чиста животна средина. Но законот е јасен кој што треба да спроведе. Јасно се да, поделени се надлежностите, да. Поделени се надлежностите. И ние сега можеме да зборуваме вечерва зошто има толку пари во буџетот за плати или за било кој сектор, можеме различни компарации, зошто нема за животна средина. Меѓутоа, колку и да ги има, ако не грешам, повторно се сведува на локално ниво, она што е најголемиот дел. Но ги нема. Еве, јас не знам од каде да почнам. Го спомнавте проектот за ево тука ќе почнам. За средствата од Европска унија, 10 милиони. Значи, за 3 години зборуваме за 3 години 10 милиони за 4 града. Тоа се отприлика некаде 4 до 5 објекти кои што треба да бидат префрлени во 3 години период. И по 2 автобуси во Скопје годишно. Сега ако се тоа некои мерки со кои што треба да Министерството се пофали, мислам дека не знам, вие имате во интервју за Слободна Европа кажано дека само за чистење на линдан во големата депонија во Охис се потребни 80 до 100, вас цитирам, значи ова е вашата изјава, 80 до 100 милиони евра. Во буџетот за тоа сега за 2024 се предвидени само 400.000. Значи ние зборуваме за 80 до 100, а при тоа да не заборавиме, секоја година државата собира врз основа на даноци кои што ги плаќаат граѓаните, еколошки такси, животна средина и така натаму. Последниот извештај, ако не се лажам, од 2021 и тогаш се собрани околу 230 милиони. Секоја година, бидејќи буџетот е поголем, таа ставка е поголема. Значи сега тие ние ги собираме 230-250 милиони евра, но тие не ги враќаме назад за тоа што се наменети. Каде завршуваат, не би знаеле. Но, секогаш, буџетот за животна средина е помало од 1%. Оваа година, односно за следната, ќе биде околу 0,8%. Тоа што сакам јас да прашам министерката, зошто не притискате за повеќе пари? Барем овие кои што се собираат, да си ги земете во ваша надлежност и да бидат насочени таму каде што им е местото да бидат насочени. Дополнително, околу параметрите за загадување. Значи, Европската агенција за животна средина исто така ги вади анализите. И ќе морам тука да поправам бројката на почетокот во најавата, рече 3500. Не, последната бројка од Европската агенција за животна средина е 5600. Добро, смртни случаи. На 3500 реков. На 3500, да, 5600 е над тоа, но ги дефинира дека 5000 од нив се директно жртви на PM2,5 честици. Значи во анализата на Европската агенција за животна средина е многу прецизно кажано и при тоа го имаме и тој здравствениот аспект, ако може за подоцна, го имаме и доктор Докчев со неговите коментари. Да, но ова што го спомна Тибови пред малку, значи 1/3, значи околу 130 денови, 120 денови во годината, ние не можеме да собереме според анализите на агенцијата, на Европската агенција, дека ние дишаме доволно добар, а камоли чист воздух. Значи 25% од годината, 3 од 12 месеци, дишат нашите граѓани енормно загаден Да, јас ги спомнав, ги видоа и табелите граѓаните. Министерка, ајде прво за буџетот. Ајде прво за буџетот. Тој е еден од проектите само кој што во моментот се спроведува. Не би го делела така по годините, бидејќи прво имате и административна компонента, па потоа одите директно со реализација. Значи, тој е еден само од проектите. Вториот проект, да речеме, имаме активен во моментот кој што работи во Куманово, Гостевар, Стуга, Кавадарци и Струмица, каде што вршиме мониторинг на PM10 и тешки метали во овие градови. Потоа имаме програмата за инвестирање во животната средина, каде што финансираме катастри и планови за општините. Потоа имаме проект за подобрување на енергетска ефикасност во јавниот сектор, кој што е во висина од 25 милиони евра, каде што има 3 компоненти, каде што ќе биде инвестиции во енергетска ефикасност и така натаму. Значи не е еден, повеќе проекти се. Друго е прашањето. Прво, кога зборуваме за генерално за буџетот на државата, прво сакам да кажам дека овие бројки кои што јас ги слушам веќе подолго време, 220-230 милиони евра собрани на годишно ниво, мислам таквото нешто не е вистина. Значи Министерството врз основа на своите закони од областа на животна средина годишно прибира некаде максимум до 10 милиони евра. Значи за овие бројки се енормно големи и не се вистините, не знам на вистина, не знам од каде се. Значи не се на Министерството, тие се на државата. Така е. А државата ги распределува после. Преку Министерството може и на општините, а може и директно на Министерството за да се реализираат проектите.
Ние имаме една програма од која што финансираме проекти години наназад, да речеме катастрите и плановите ги нам финансираме како и директни мерки, да речеме за едно време набавувавме инвертори за јавните објекти. До година најверојатно ќе спроведувам исто еден проект за замена на нееколошки систем во една од болниците во државата, значи не е дека не се спроведуваат проекти. Но министерке 6,5 милиарди евра е вкупниот расход на буџетот. Добро. 10 милиони ви се на вас сосема доволни? За вас е тоа во ред? Значи Министерството нема 10 милиони евра. Министерството има годишен буџет од милиарда денари. Милиарда денари се некаде околу 16,5 милиони евра. Ако ми дозволите да ви објаснам, ќе ви објаснам. Значи имаме годишен буџет последниве 2 или 3 години, толку ќе биде и за отприлика за 24 година, милиарда денари. Тоа е некаде околу 16,5-17 милиони евра. Така. Паралелно на овој буџет, Министерството почна да спроведува заем од Европска инвестициона банка во висина од 55 милиони евра, втор заем од 50 милиони евра за водовод и канализација, и плюс е вклучено во имплементација на проектот за пречистителна станица на Скопје. Ако мислите вие дека Министерството од 230 луѓе вработени, кои што ги покриваат сите сектори во животна средина, има многу подсектори, може да спроведе поголем буџет од овие средства кои што ви ги кажам во моментот, јас навистина стварно ќе ве повикам и ќе ви кажам дали дојдете. Дали за вас загадувањево е приоритет? Значи приоритет е секако. Зошто не го како и сите други тоа работи, со владата на која што не знам како не ви е За- јасно дека во државата се уште има општини каде што нема водовод и канализација, значи луѓето немаат пристап до чиста вода за пиење. Не, Ама, знаете како вие во плановите, сите невладени организации си го гледаат она што им е приоритет. На едни им е приоритет воздух, па притискаат за воздухот. вашата партија На други им е рече дека до приоритет водата, 2024 зошто ќе нема нема водовод и канализација. На трети им е јавни приоритет објекти кои што ќе отпадот, бидат на па прашуваат зошто не на загадувачки енергиенци. Сега се надвикуваме. Па ќе се надвикуваме. Нема да се надвикуваме заради тоа што не сте во право. Заради тоа што вас ви е приоритет воздухот и вие мислите дека сите средства што ги има министерството треба да бидат насочени на воздухот. Значи не сте во право. Ајде да го преформулирам преживееме. некако прашањето. Зошто нема посоодветен меѓуресорски пристап? Не, има како, нема посоодветен меѓуресорски пристап. Сите податоци кои што ги содржи извештајот упатуваат дека тука иако веројатно најголема причина се спомнуваат грејењето на домакинствата и административните капацитети, особено во делот на тврдите честички и PM10 частичките, учеството. Потоа тука е производството на енергија, значи тоа е дејност која што е директно во надлежност на државата и она што е последно е сообраќајот, како и тешката индустрија и градежните компании. Сите документи во последниве неколку години, морам да признам, споменавте, јас сум долги години во Министерството, беше напорно, морам да кажам, додека да им објасниме на другите ресори, дека кога се прават стратегиите во било која од областите, особено во економските ресори, дека мора да се земе во предвид животната средина. И тоа почна да се прави во последните десетина години, да речеме. Претходно, кога ќе се споменеше животна средина, беше кочење на инвестиции во државата. За жал тоа го гледаа сите така, не го гледавме тоа така во Министерството и бевме упорни и сега во сите стратегии кои што се прават, вклучително и стратегијата за енергетика или транспортната стратегија или стратегијата за развој на земјоделието, секаде се вметнуваат мерки за заштита на животната средина. Добро, дали тие се имплементираат, тоа е веќе друга работа. Тоа не е важно. Дали се имплементираат, а не се имплементираат. Значи немојте вака да констатирате, значи знаете што јас стварно не можам да разберам, наместо да сакате да помогнете на Министерството и на државата. Значи ние не сме ви помогнале. Да се па вие самите мерките, кажавте вие дека 10 одите години со толку груби констатации према јавноста, ја плашите јавноста. Ја плашиме јавноста, бидејќи јавноста ги подценувате граѓаните. Министер ќе ги подценувате граѓаните, луѓето не се ги подценува граѓаните, не треба да ги знаат, вие треба да почнете да работите малку повеќе со граѓаните.
граѓаните, а не да ја напаѓате Вие не државата. треба на нас да ни кажете, ние не државата сме тоа што платени од треба да го државни пари, а направи. вие сте платени од државни пари. Ние работиме тоа што ние сметаме дека е Ако наш би малку интерес. покултурно, нема да зборуваме во исто време, ќе ве сослушам. Заедничкиот За разлика интерес од вас. треба да ни биде ова да дишеме здрава животна средина, да имаме да дишеме чист воздух. Вие самите велите во вашите интервјуа дека се потребни 10 години за промени. Па вие сте на власт со вашата партија 7. Уште 3 имаме за да ги видиме резултатите или секоја година ќе се враќаме од почеток. Сериозно, стварно се многу смешни. Ние немаме полоши резултати за воздухот и за состојбата на нашата животна средина од година во година. Добро. И вие ќе ни кажете дека ние граѓаните, граѓанските организации треба да ги едуцираме граѓаните. Па вие што правите? Не, јас себе сакам да ве Вие ги прашам, бидејќи подценувате сте граѓаните, ги критикувате граѓанските активисти, еве да докажам сам. Ги критикувате зашто ставаат аматерски мерачи заради тоа што прават своји мрежи, затоа што учат луѓето хемија и биологија, што како ќе им делува на нивното здравје, на нивните деца, секој ден седат со телефони и гледаат апликации. Цело време ги подценувате граѓаните, ни држите лекции ние како треба да работиме. Ние нашто го работиме. Донесете ги амандманите. Ете тоа не требаше. подценувам никого, а ќе критикувам таму каде што сметам дека се даваат паушални изјави и се прават паушални проекти само за да се добиваат поени. Ние не работиме на проекти. Не, извинете. И вие треба малку да прочитате што работи од вас. Вие не критикувате нас треба тоа да ни се допаѓа. Ние кога ве критикуваме вас, тогаш тоа вас не ви се допаѓа. Ние не работиме на проекти, министерке. Како што ние трпиме критика, така и вие вие ќе трпите. Еве сега сакам да ве прашам вас. Кои амандмани, што поднесовте како проекти што не ви се прифатени во собрание? Кажете ми уште еднаш. Еве ви ги трите амандмани, на од вас се поднесени, значи преку зелената група за Дрисла. Зашто за Дрисла? Значи, ви кажувам, прочистителна станица за отпадни води, постројка за секундарна селекција и делегација на отпад и за депониски газ. Врз основа на тие проекти баравте собранието да обезбеди средства? Значи пратениците кои што се членови на зелената група, не знам дали знаете, постои интерпарламентарна група во која членуваат 40 пратеника. Не знаете подобро од мене, бидејќи јас сум еден од основачите на групата. Па не, сега мислам нема да се напаѓаме, јас мислам како да ви кажам. Значи не знаете подобро, значи ние од вас сме иницијатори на таа група. Поднесени се амандманите, значи дел од пратениците кои што гласаа против се членови на истата таа група. Значи тие велат да во групата, одат на гласање, добиваат налог не, станува не. Па еве добиете. Што станува не? Имате проект? Знаете што треба да се прави? Кај има проект? Па прочитајте ги амандманите. Ама кај има проект? Колку чинат тие проекти? Едниот чини околу 480.000 евра. Зашто? Ви кажувам еве за прочистителната станица. Прочистителна станица за 480.000 значи, тоа што треба евра. да се Знаете направи. кој ќе направите? Никогаш. Знаете што се 480.000 евра значи, за има и 2,5 милиони евра. Значи 3 милиони да се за сите овие наши амандмани не влечат повеќе од 3 милиони евра. Видете вака. Тие амандмани не се прифатени заради тоа што за да спроведете еден проект, вие прво морате да проектирате, морате да направите документација за да може да ја спроведете. Најлесно е да поднесете амандман во собрание. Како? Пеленица, како ги одвоивте парите за Пеленица да се направи истражување? Парите беа за да се направи заштитна огради, да се направат анализи. Од таму се почнува господјо. А потоа, како? Почив амандман? Што почив амандман? Значи амандман повторно беше поднесен до 2. Зашто? За тоа, за Пеленица. Зашто за Пеленица? Вие баравте да се исчисти Пеленица. Не, ние баравме да се направат анализи. Има генеза на работите, ќе се научите со генезата на работите како се одвиваат работите. Од анализа, проценка, подготовка на документација па имплементација. Вие поднесувате многу често проекти, барате директна имплементација. Ние немаме проект за да можеме да имплементираме. Знаете колку време се спроведува за Пеленица, не ќе можевте да се изненадите бидејќи имавте 8.000 предвидено тони линдан, па искочија 40.000. Не, тоа се точно ќе знаете колку линдан имате кога ќе почнете да работите. Министерке, јас не сум во секторот во кој што сте 25 години. Јас сум во сосема друг сектор. Добро, и? Работам во приватен сектор, нешто што нема врска. Ете така. Оваа ситуација во која што сме ние сите граѓани не натерале да станеме експерти за тоа што не ни е експертиза. Не, вие мислите дека сте експерти. Тоа е многу жално, што вие мислите дека сте експерти. Вие сте 25 години во министерството. Да, и јас работев на капитални инвестиции, не работев на воздух. На првата пауза за реклами, а потоа заедно со Танушев и да се осврнеме на она кои се причините, бидејќи има впечаток дека се уште постои разногласие меѓу екологистите и Министерството за животна средина и околу утврдувањето на главните причинители за загадувањето, тоа го напомена и Танушев во почетокот. Продолжуваме со дебатата. Танушев,
може ли како екологисти, еве со властите, сега имаме представник на централната власт, но вие во исто време сте и дел и од локалната власт, од Советот во општина Струмица, па еве и со тамошните власти да се согласите околу она што е официјална статистика, а таа покажува дека официјални анализи дека согорувањето на горивата во домаќинството и административните капацитети имаат најголем дел од учеството со 41% кај тврдите честички на согорување, 48% кај PM10 и дури 71% кај PM2,5 честичките. Вие пред малку споменавте дека на други места треба да се бараат причините. Ајде од ова да тргнеме прво. Дали можете да се согласите и кое би било вашето прво директно прашање? Значи, јас лично не се согласувам со таа студија, особено затоа што немаме конкретни показатели, она со цврсти докази, кои ствари загадува, со што загадува и како загадува. Видете, PM10 и PM2,5 микрони е физика. Тоа е само големина на честица. Но хемискиот состав на таа честица, каква е, што е, од каде потекнува, никој не го гледа. И тука дали станува збор за, не знам, загадувачи кои што се канцерогени, тешки метали, шо и да се, ние ако дознаеме од кај потекнува, ќе знаеме ствари и кај може да, каков состав, така може да дознаеме кај потекнува. Но реално немаме такви информации. Веќе со години требаше да биде во служба лабораторијата која што треба да е акредитирана во скоп на Министерството за животна средина, но ете се уште не е. Дека ќе биде, веќе со години саветуваше дека ќе биде, но еве и ден денес го немаме тоа. А тоа е нешто многу битно, бидејќи вака ќе бркаме вештерки без конкретни цврсти докази и секоја инспекцијска постапка на суд ќе падне, затоа што немаме конкретни цврсти докази дека се случило загадување од тој и тој во тој и тоа време. И тука веќе и доаѓа до израз и одредено ниво на корупција, мора да кажем. Јас знам дека во случајот со Струмица е доста карактеристичен случај, бидејќи од една страна е гасифицирана, од друга страна е позагадана од оному каде што има огромни капацитети, како рек Битола. Рек Битола, според пресметките на европските партнери, да кажем, во студиите, е процената дека е шести најголем загадувач во Западен Балкан, рек Битола. И како таква носи годишно е причина за прерана смрт на 181 лице во поширок регион. Но во исто време параметрите кои што ги покажуваат автоматските мерни станици во Битола се далеку под нивото на оно што го покажува во Струмица. А Струмица нема таква тешка индустрија. Струмица апсолутно нема такви капацитети ни близко. Но ете Струмица е позагадена и од Повелите со прашањето. Прашањето повеќе ми е кога ќе биде пуштена во употреба лабораторијата која што треба да биде акредитирана и која што ќе може да ја користиме при утврдување на загадувачите. Тоа е нешто многу битно, бидејќи Европа пресметува дека конкретно за Струмица ќе зборам, од 365 дена Струмица има чист воздух само 60 дена. Сето останато е лош или екстремно загаден воздух. И тоа се по европските параметри. А јас сакам да знам кој е тој што е загадува Струмица. Добро. Ке одговори министерката, а потоа ќе ни кажете и што се прави во рамки на општината. Нов сте во Советот, но еве веќе втора година, веќе првиот план, ако го има, би требало да биде реализиран. Но прво да ја слушнеме министерката околу лабораторијата. Централната лабораторија за животна средина работи и обстојува многу години наназад. Она за кое што претпоставувам сака да праша господинот е дали ќе се акредитираат нови методи
бидејќи за да користите методи за анализа на воздухот треба да акредитирате методи. Нема акредитирано методи. Ние работиме со почвите, работиме со водите. Меѓутоа, за да акредитирате метода, треба да имате инструменти, треба да имате вработени луѓе, не е едноставна акредитацијата на методите и заради тоа во моментот се користат акредитираните методи кои што ги имаат другите приватни лаборатории во државата, а во исклучителни случаеви се користат и акредитирани лаборатории, односно акредитирани методи, се извинувам, од лаборатории вон рамките на нашата држава. Долги години наназад точно се размислува за акредитација на нови методи. Ние пробавме изминатите 2-3 години и да вработиме нови вработени во Министерството, за жал нема интерес да работат во лабораторијата, во централната лабораторија на Министерството и сега во моментот ќе работиме само со оние методи кои што се акредитирани. Кога ќе успееме да обезбедиме нов кадар, ќе почнеме да размислуваме и за набавка на опрема и за акредитација на методи, до тогаш ќе ги користиме методите кои што ни ги нудат и кои што можеме да ги користиме од приватните лаборатории. Тануше Феве, бидејќи нас во Скопје градските власти само не смеваат преку Фейсбук, информации да се добијате многу тешко за она што се планира и како се планира. Еве, вие сте во Струмица внатре од Советот. Што е она што се прави или не се прави како обврска на локалната власт? На хартија многу убаво звучи се, но во реалноста... Имате ли стратегија? Што предвидувате? Ама да бидете кратки. Колку таа одговара на потребите или е само за да се задоволат некои потреби законски? Така, значи, донесовме нов ЛЕАП, тоа е локален еколошки акционен план, кој што предвидува постапки во делот на се оно што локалната власт треба да го прави, за да бидеме во склад со законот и најдобрите практики. Но, на хартија звучи многу убаво, мора да кажам. Дека ќе имаме катастри на загадувачи, дека треба да бараме подготовка на документи кои што ќе дават влијание врз здравјето на луѓето, на децата, рана детекција по тие индикатори. Треба да правиме замена на енергетски котли од мазот, од нафта, иако кај нас тоа во голема мера е можно, бидејќи имаме секундарна гасоводна мрежа од 43 км во самата Струмица. Тука пред се врти околу оние делови кои што јас ги викам но тоа се рециклира веќе со години. Еве, имаше добра студија направена пред 6 години, конкретно за загадување, воздушно загадување, од кој моментот кога ние видовме дека Струмица е загадена со внесот на мерната станица во 2018 година, се направи конкретен документ како да се реши, да се најде проблемот, да се реши. И за жал, еве, после од 2018 до денес, ефектот од акциониот план е нула. Ниту една мерка не беше реализирана. Нема пари или? Како? Нема пари или? Па, веројатно не се ни замарале луѓето до сега. Јас така ќе го кажем, бидејќи едно е дека нема пари не може да кажеме. Значи, Струмица е релативно незадолжена општина, има пари, но не се става акцент на тој проблем. Се друго е побитно, освен ово. Бидејќи, или може да кажеме, нема политичка волја од оние што треба да им е ова битно, да го решат или да почнат да го решават тој проблем. Како се решава проблемот? Со конкретни инвестиции, со конкретни постапки водени до крај. Не со желботеки, не со ветување, него конкретни работи. Кога ние ќе поставиме конкретни критериуми, ова треба да се направи до тога со тие пари и за тоа ќе обезбедиме програма и буџет во одредена фискална година, тогаш веќе сме си дале обврска и мора да го монитираме до крај. А ние што правиме, само го кажуваме тоа и на крај правиме ребаланси и ништо тоа не се случило. Еве, ќе се навратам на оно што го кажевте, кај се парите од еколошкиве такси. Па, тој што треба да ги распределува тие пари, очигледно смета дека има побитни прашања од ова
и тогаш веќе се губи смислата на се оно што е кажано како заложба или стои во стратешки документи. Сакам да ве прашам конкретно и вас и Пешева. Што е она што сметате дека е најнеопходно на краткорочен и среднорочен план, бидејќи сметам дека треба да се действува брзо. И тоа почнувајќи од статистиката, значи на околу 560.000, 598.000 домаќинства има во Македонија на пописот. Според Државниот завод за статистика, од нив 49,18 користат дрво, а рековме дека дрвото и тој вид на грејење е една од главните причини. 31,30% користат електрична енергија, само 10,25% се приклучени на централно грејење, 8,49% дрвени пелети, 1% се останати. Потоа одиме со уште еден податок, дека за вкупните тврди честички, значи на национално ниво изнесуваат околу 16 до 17 килотони во периодот 2018-2021, а министерке емисиите од големите согорувачки инсталации се движат меѓу 3,59 3,78, 2,99 килотони, но и тоа ги надминува плафонот, лимитите кои што е 1,73 килотони и дополнително, може би еден од исто така загрижувачките податоци, дека производството на енергија учествува со 19% во тие тврди честички, во кои што се и PM10 и овие најопасните PM10 и PM2,5 честичките. Значи, еве, Танучев, да почнеме од вас, која би била вашата сугестија за прво, најкраткорочни мерки? Најкраткорочни мерки, поред мене, е да се стават индикативни мрежни станици, да се направи мрежа, да се види од каде произлегува, оригинира првото загадување и кон каде се движи, за да знаеме каде да го бараме, на која географска локација, и потоа да се обучат инспекторите кои што се во локалната средина, во локалната власт, да можат да мониторираат и да бидат натерано ефикасни со рачни мерачи. Значи, ние сега имаме проблем за тоа што конкретно Струмица има еден инспектор, а треба да има многу повеќе. Струмица треба да има сектор за животна средина, нема. Струмица треба да инспекторите во Струмица треба да имат конкретни инструменти и да бидат обучени за таа работа. Ние немаме инструменти, оно што може да го ќе влезат во некој погон и што ќе утврдат, ќе видат на склад што има за гориво, а што се горело, нема начин да се докаже како е, што е. Значи, ни треба нас инвестиции во таа работа. Тоа е краткорочно. Долгорочно секако дека мора да се менува типот на загревање. Но во таа смисла, додека стигнеме до таму, ние ќе изумреме, буквално. Делот на промена, оно сега што се бара за замена на енергетската структура во Битола и Кичево, мислам дека имаше на вести сега скоро, тоа треба да ги офати сите, не само тие региони. Значи, целата држава треба да ја офати, за да се донесат инвестиции, и толку без државата тешко може да се остане. Кога го начав прашањето за меѓуинституционалниот пристап, мислев точно на тоа. Пешева, кои би биле и вашите предлози? предлози? Со Ѓорги, значи прво мораме да воспоставиме систем на следење на изворите на загадување, бидејќи не може и тоа да се мерат баш сите оние вредности кои што ги предвидува и Европската унија и дирекцијата за заштита на животната средина, значи кои што по закон ние сме обврзани да ги мериме, значи мораме да детектираме кој е изворот на загадување за да можеме да влијаеме на него. Истовремено, само да кажам дека обврска беше нова влада, дека до 2024 ќе нема државна институција која што ќе се грее на загадувачки енергенси.
ништо не е заменето. Значи освен Значи, не е една точно дека болница ништо и не е неколку заменето. училишта, Апсолутно не е. ништо друго не е. Дезинформација повторно за јавноста. Масовно намалување во уделот на загревање, тоа дефинитивно мора да се направи, значи како што кажа и ти пред малку, домаќинствата се огромна ставка. Значи гасоводот не го ни спомнуваме, ако ви текнува пред неколку години се тепавме водно да не се сече, па се објаснувавме дали се 4,5 километри или може да се намали трасата на 2 километри. Сега тоа не е тема имам и на друго прашање, ќе го Тоа поставам воопшто до како да не се министерката, се случило, однесува процесот не се ни токму, не почнал. знам дали ќе се согласите вие како екологисти, значи токму на она на некој начин стратешко размислување, бидејќи од една страна се споменува гасоводот, но веќе еве да биде и утре и следната година. Ние во Скопје гледаме во каков урбан налет живееме, но ниту една нова зграда, например, нема веќе однапред готова инсталација за приклучување на идната мрежа на газ. Значи не се планира стратешки. Како да не постои, значи мрежата за газ воопшто не е ниво некако. Едно со друго не се поврзува. Дополнително исто сакам да кажам. Збориме за примарна, секундарна мрежа, мора да се прави разлика. Едно е да снабдувате големи капацитети со газ и таму имате една мрежа. Друго е да снабдувате со секундарна мрежа до секој домаќинство. Не, јас зборувам дека кога веќе државата има одреден план околу развојот и на примарната и на секундарната мрежа, тогаш не може да се дозволи во оваа енормна градежна експанзија со законите за градење, бидејќи ако е тоа нашата цел, таа енергетска транзиција која што би требала да се приклучат за 5, па нека бидат и за 10 години, ова се објекти кои што се градат денеска. И тие објекти од денеска, веројатно, тоа е мојата перцепција, не знам колку сум во право, би требало да бидат подготвени за 2, за 3, за 5, па и за 10 години, да бидат подготвени да кога ќе се направи сето тоа што треба да го направи државата, да тие може да се уштекаат, што би се рекло. Ве разбирам, ама знаете што, ние па имаме активна, да речеме Скопје, има активна мрежа за не целата територија на Скопје, за топлинска енергија, така? Топлификација. Зборуваме за поврзување на голем дел од објектите или не поврзување, бидејќи па се дозволи така голем дел од становите да се исклучат од парно грејење, така? Граѓаните сметаат дека плаќаат премногу, па се исклучија од парното грејење, значи тоа се дозволуваше. Наместо да го стимулираме парното грејење, бидејќи во светот како се прави намалување на загадувањето, особено и таму каде што имате малку и поголема урбанизација. Ако имате една општина, например, да речеме, некоја територија, и знаете на ниво на општината каде ви се движи системот за топлинска енергија, односно за парно грејење, така? Во постапката на издавање на одобрение за градба, ако во близина на вашиот објект каде што го градите, имате дел од системот, тогаш вие како општина му кажувате на инвеститорот: јас се извинувам, ама вие ќе се поврзете на овој систем, бидејќи ова ви е вас најблизок извор на затоплување. Министерке, така тоа го прават. Централната гасоводна линија која што постои во Скопје допира до срцето на Скопје. Завршува некаде на неполни 500 метри од старата железничка станица. Ниту еден нов објект од Скопје 2014, и сега ова не е критика директно до вас, зборуваме за генералниот пристап. Ниту еден државен објект тогаш не беше приклучен на тоа. Од новите објекти, од 2014 година. Од 2016. Дори до денеска, еве, на околу таа артерија гравитираат ајде, во момент можам да кажам 4 училишта. И најновото основно училиште направено во Скопје, кое што гравитира на околу 500 метри од таа линија, не е поврзано на газ. Не, нема да зборувам за гасот, прво заради тоа што не е моја надлежност и не знам до каде. Не, го зборуваме генерално за еден кога зборуваме начелен генерално, пристап. де факто, ова што ви го споредувам сега со топлинската енергија, односно парното грејење, Јас го надградувам. е нешто слично да речеме, нели, ако поминувате во близина, градите во близина на гасоводна мрежа, во принцип би требало да се поврзете на тој енергијанс, така? Значи, така треба да се планира од прилика урбаното живење, ако сакаме меѓу другото
да го намалиме и загадувањето на воздухот. Јас сакам нешто да споменам, го слушнав господинот збореше, значи дека не си ги знаеме изворите на загадување. Ги знаат општините изворите на загадување, бидејќи во најголемиот дел од општините имаат изработени катастри, имаат изработени планови за воздух. Така да изворите на загадување се познати. Дали се тие на А ниво, дали се тие на Б ниво. И тоа е познато. Државата ги знае кои се на А ниво, бидејќи ние ги контролираме, односно работат нели интегрирани дозволи, ги контролира се извинувам државниот инспекторат за животна средина. Општините ги знаат оние кои што се издадени на Б ниво. Она што го спомна господинот, издадени преку 400 елаборати. 450 елаборати на ниво на општина Струмица. Елаборат се прави за секој објект кој што врши некаква дејност. Претпоставувам дека за тие збори. Тоа значи дека секоја општина преку, ако ништо друго, издадените елаборати знае каква состојба има во општината, така? И е добар показател за тоа какви мерки треба да се предвиди во рамките на годишниот буџет или во рамките на повеќе годишниот буџет. Улогата на советниците, меѓу другото, е нели да предлагаат проекти. Ако веќе општина Струмица, јас колку што знам има план. Еве јас тука го најдов како податок за 2019-2023 година. Значи била една од општините која што на време изработила план. Значи мерките, активностите се утврдени во планот. Меѓу другото, советниците секако, ако ништо друго, барем требале да прашаат администрацијата, односно општината или градоначалникот, докаде се како се спроведуваат мерките на ниво на општина Струмица. Значи, еве пред мене гледам, има Готов Битола, има Куманово, има Кавадарци, има Велес, има Гостивар. Значи најголем дел од општините имаат планови. Треба да спроведуваат мерки. Ма еве ги, сите општини кои што ги споменавте се на она, ајде условно да ја наречеме, црна листа. Ова е одлуката за Значи, видите, чудно вака, име, не е дека зони и општините агломерации на екстремно загадување. Вака сега, не е дека општините не спроведуваат мерки. Ние едно време правевме анализа, дури ние како министерство, што се спроведува на ниво на општините. Голем дел од нив, како што правеше градот Скопје, набавуваа инвертери за замена на нееколошките системи. Многу често општините се соочуваа со граѓаните дека граѓаните едноставно не сакаат да се затоплуваат на ништо друго освен на дрва. Добро, има и општини каде што парното е навистина не е достапно, сега да бидеме искрени. Апсолутно, ама еве да речеме нудите топлински пумпи, им нудите инвертери. Вика, не сакам да се затоплувам со таков тип на грејење, сакам да се затоплувам со дрво. Не, дрвото најдобро ми да топли куќата. И тоа е традиционално размислување кај нас. Добро, ама тие што се префрливме на инвертери, сега не казнуваат со повисока група. И тоа е во тарифните модели. Уште една пауза за реклама. Влегуваме во завршница и со последните пореки, еве по обратен ред. Танушев, 40 секунди. Вака, значи, сакам да кажем дека треба да се смени правилниците и да се овозможи ревизија на сите издадени елаборати. Затоа што во издадени елаборати, каде што нема процесна индустрија, доволно е само, не знам, ако се занимава со трговија на текстил или производство на мебел, да ги фрли во ќумбето да горат и ќе придонесе многу повеќе да загадуваат колку некој што има Б интегрирана или А или така натаму. Тука немаме начин ние како да го исконтролираме целото ова, затоа што немаме инструменти, немаме инспектор што ќе може да докаже дека тоа се има случајно. Друго е на отворено горење, она што се случува, каде што може директно да се фати, но кога ќе влезете во погон, тоа не може да го докажете се додека не направите конкретни анализи. Тоа е една работа. Втора работа. Знаете дека отпорано се бавиме ние со проблемот со рудникот што ги имаме кај нас, но во 2018 некаде как дел од свиркачи од Министерство за екологија ни кажа интересна информација која што е интересна затоа што Само имаше по-концизно бидејќи сметте на крај, крадам време веќе. Да, има случај каде што службеник во Министерството му е наложено да даде дозвола за увоз на отпад кој што е опасен, но да биде под цифра неопасен. И човекот одбива такво нешто, го менува, тој што доаѓа на негово место го подпишува и тоа поминува низ ексен системот и сета натаму. Значи, корупцијата во такво
во такво обкружување е голема. И ние се сомневаме дека се гори отпад во Македонија на повеќе локации заради профит. Како Добро. ова Тука ќе морам да може да прекинам, го докаже? за да и препуштам 45 секунди на Ако имам Пешева. 45 или 15. Па не, јас само сакам да кажам за крај дека сме пред нов циклус предизборен и маката ги натера граѓаните да се едуцираат за работи за кои што претпоставам дека никош не би ни помислиле дека ќе треба да се едуцираат за ПМ честички, за не знам што е олово, арсен, кадмиум, какви тешки метали има во воздухот и така натаму. Ова е период во кој што ќе видиме многу партиски програми во кои што ќе има поглавје наречено зелена агенда. Но овој пат ние многу по-детално и многу по-темелно ќе следиме што се ветува и како ќе се реализира. Министерке, не имавме широка тема, не имавме време да ги слушнеме и пораките на лекарите, но што е што би била вашата порака? Дека треба да инвестираме во сите сектори кои што влијаат врз животната средина, особено да продолжиме со инвестирање во обновливите извори на енергија, бидејќи последниве 5-6 години преку 600 мегавати се инсталирани. Мислам дека таму треба да се насочиме, бидејќи се заложивме дека до 2030 година ќе престанеме да користиме фосилни горива. Значи тоа е само еден од сегментите. Граѓаните треба да бидат малку посамосвесни и да не палат се и се што. Значи, кога се загреваат на дрва, се загреваат на дрва, ама не да додаваат додатоци кои што дополнително го загадуваат воздухот. Општините треба да превземат конкретни мерки, особено кога им се надминати граничните вредности, а има мерки кои што треба, реорганизација на сообраќај, реорганизација на работно време, значи има X мерки и да спроведат во рамките на нивните буџети, како што прави државата, како што издвојува средства покрај за другите теми и за намалување загадувањето на воздухот, исто тоа го прават и општините во рамките на своите буџети. Ви благодарам и веројатно ќе дојдеме и до тоа, носете маски како што се носеше и за време на ковидот. Тие што имаат проблеми со дишењето веќе го прават тоа. Ќе се вратиме на оваа тема, особено како што рече и Пешева, доаѓа пред избори и ќе биде едно од најактуелните. Ви благодарам на сите што бевте дел од вечерашната топ тема. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието.